До утре трае рокот за аплицирање за мерката 3 од ИПАР 2 програмата. Јавниот повик се однесува на финансиска поддршка за инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи. Вкупната поддршка за оваа мерка е зголемена на 5.785.728 евра, од кои 75% се обезбедени преку ИПАР програмата, а 25% од буџетот на Македонија. Сите заинтересирани апликанти можат да аплицираат со проекти за набавка на машини и опрема за производство и преработка, како и со проекти кои предвидуваат поставување фотонапонски панели за производство на енергија од сопствени потреби. Прифатливи корисници се сите правни лица кои влегуваат во рангот на микро, мали и средни предпријатија. Во меѓувреме на располагање стои ИПАР 3 програмата која важи за следните 7 години и тежи 250 милиони евра. Очекувањата се дека кон крајот на годината ќе биде распишан првиот оглас. И со ИПАР 3 програмата ќе продолжат мерките за инвестиции во примарното земјоделско производство, тоа е мерката 1, преработка на земјоделските производи, мерката 3, и развој на различни деловни активности, мерката 7 во руралните средини, како инвестиции за производство на прехранбени производи, текстил, преработки од дрво, дестилерии, изградба на хотели, угостителски објекти, градинки, домови за стари лица и така натаму. За оваа намена, веќе во првиот повик за ИПАР 3, очекуваме дека до крајот на годината ќе бидат на располагање на земјоделците и на компаниите околу 35 милиони евра само на првиот повик кој што треба да биде објавен, очекуваме до крајот на годината. Но ИПАР 3 опфаќа и дополнителни 4 мерки кои накусо ќе ги објаснам. Тоа е првата, инвестиции во рурална јавна инфраструктура, мерка која што беше дел од ИПАР 2 програмата, но не беше акредитирана и која што ќе биде од голема помош за локалната самоуправа. Конкретно, преку оваа мерка, општините ќе може да користат финансиска поддршка за изградба на инфраструктурни објекти, локална патна инфраструктура, системи за водоснабдување, канализациони системи и други инвестиции важни за рамномерниот регионален, но и рурален развој. Новина во ИПАР 3 е тоа што ќе има предфинансирање на инвестициите. Конкретно, секој корисник што ќе аплицира ќе има можност да добие од 30 до 50% предфинансирање со самото склучување на договорот за проектот доколку достави банкарска гаранција. Со новата ИПАР 3 програма се планира да се зголеми износот на минималната инвестиција, што на пример во првата мерка беше 3000 евра. Сега ќе биде 10.000 евра, тоа значи дополнително забрзување на одобрување на квалитетни апликации, финансирање на малите проекти од националните програми и мотивирање на вистинските компании, велат од Министерството.